6 бесплатни инвитро процедури, субвенции за прво и за второ дете, ослободување од персоналниот данок на доход за мајките. Владата најавува конкретни чекори за зголемување на наталитетот. Се подготвува и стратегија која ќе подобри демографската слика, а фокусот е на младите, односно нивно задржување во Македонија. Една од мерките која веќе се спроведува е оперативниот план за вработување, што најмногу е насочен кон младите до 29 години. Според досегашните податоци, интересот е огромен. Заменик министерот за социјална политика, демографија и млади Ѓоко Велковски вели дека дури има и листи на чекање на апликанти кои се пријавиле за местата отворени со оперативниот план. Започнавме и конкретни мерки веќе со оперативниот план за вработување, каде што 60 и повеќе проценти од самиот оперативен план се офатени токму млади до 29 години и со тоа покажуваме дека нели насоката ни е токму кон оние кои што ни се непотребни за демографската слика нели да биде што е можно постабилно во Македонија, и тоа е само еден дел. Детските градини на кои што работиме ние лично како Министерство за социјална политика, демографија и млади, да листите на чекање до крајот на оваа година буквално се сведат на половина од оние 4.500. Родово одговорните политики се особено значајни кога станува збор за демографијата. Според последните истражувања, голем дел од жените во Македонија се доведуваат во позиција да одберат дали ќе родат дете или ќе градат кариера. Познавачите велат дека ова може да се промени така што фирмите би овозможиле одредена флексибилност за младите мајки, онаму каде што дозволува природата на работата. Државната регулатива може да помогне, меѓутоа мора сите чинители да бидат дел од процесот за овозможување подобри услови за живот. Жената да може да има избор, значи да има можност да направи избор. Затоа што гледаме по анкетите дека жените и паровите сакаат да имаат повеќе деца. Значи, никој не ги присилува нив да имаат деца. Они сакаат по свој избор. Меѓутоа, не го реализираат тоа. Се тука се прашањето зошто не го реализираат. Можноста законска што ја отвара владата треба да биде применета и прифатена исто и од самите работодавци, да речеме приватниот сектор. Според официјалните податоци од Државниот завод за статистика, во изминатите години е забележливо дека се помалку се раѓаат деца во Македонија. Во 2024 година во Македонија биле родени вкупно 16.153 деца, во 2023 16.859, додека пред 10 години, во 2015 биле родени вкупно 23.260 бебиња.